да се мислите дека тоа е ваш почитувал денеска ден на општината. Значи, мола ви се, вие си вашето терет. Не можете да го сквераните ден од дено е, има... Значи, за тоа е ден, абсолютно. Значи, сето тоа што си го организирате, нема никаква пречка и никаква... само да не остави лош печаток према тие кои се борили за тоа денеска што го имаме ние. И јас и тие понат генерации. Да ни закажете состанок и това Вие бехте при мен, кажахте ми. Моја вуча лежи туа дека се кланате на него. И зашо немаме право ние? Имате право. Моја вуча лежи туа. Треба да не викнете сај на коктела. Това е за граѓаните. Това е за граѓаните кои се наберат. Молим те, мисля дека се го разбрахме. Разбрахме, че видите поканена седница на Совет и че разговаряме се. Представете си като граѓани на сите, не само на ваша партија. Не е точно. Тотално небулоза. Тук имаше и остите. Престанете да... Значи, давате му... Имаше съветници, сега имате съветници. Ами там имаше съветници. Това не е партийски, това е... Ние си тераме с 11 да дадам да обстанете да ви. За правата... Тогава не е партийски това. Никой не е... Не искам да ми припишувате детаци. Нема отзив. Защо не е мотив, трябва да си пращате вас, не между нас. Все пак сме легитимни от тяло пред вас. Ще бидете поканени на първата на една седмица на Совет, че разговаряме за това, как сме се договорили на собствено. Дали беше така договорено? Така беше договорено, ама да дойдете и тук на Светодин, го кажете къде. Дека това? Я тук дека се студираме по пензията, ако им кажа вика вие, че дойдете в 9 сата или в 10, това ден веруйте, че има много голема. Предлагам ви, после седмица на Совет, да видим там какво став ще изградим заеднички вас с Совета, с Советници. От всички политически партии, които са представници на всички граждани и по-после ще закажем и с ваши. Значи, рекохме дека с вас, ако аз не знаете то дека. Искам да го почитувате и тук не е ваше. Ами аз почитувам. Нищо повече. Защо ми се дека не ме почитувам? Нищо повече. Дали договорихме дека на първата седмица на Совет на Арен, защото ще така, че бите повикани. С това ще Ама на Чеве, че вие да действувате 32 години сите партии, на Чеве, аз делувам 6-та година. Аз делувам 6-та година. А за предходно години има 6 години мисля от Изкарахте нашите деца сачене. За 6-та година цена дека доволно сме направили. Може би не за вас, али за гражданите доволно. Помните не за вас, а за пенсионерите. Колко са... От тия мерки има защита, тие все пак са граждани. Така вие мислите. Значи, ако... Искаме озбилно да не станете от одиме на по-високи инстанции. Няма да отстанеме тук. Ай сега така, видете, да не изпадне сега... Ще бидете удостоени на седмица на първата седмица на Совет, дека ще ги отвориме разправа за ваши барани. И ще може да удостоите и сега, я като дел от вас, ще да ме удостоите. Все пак сме... Kada budu stojani, ne razbiram. Dneska je den opštinat, vi ste našli dneska това, значи можеме тоа верово да го изразиме било кој ден. Нисомне доде, ама денеска го празнуваме дено за тие што... А иначе не може да дојдем до них, ако сад, не може иначе да дојдем, ако сад не чекаме до них не може. На времето. Само кратко, градоначелник, што ќе предложите, ве рековте да ќе ги повикате на Совет и официјално да имаме ваша изјава. Настрана од ова, момент само да ја чуем изјавата. Рековте ова е легитимно право во разговор. Правото е легитимно. Моментот е погрешно избран. Се значи имавме во претходниот во понеделникот состанок со тој иницијативен одбор и дека завземавме став да на првата наредна седница на Совет тие нивни барања се доставени, ќе биде отворена, ќе расправиме, може да дојдете вие новинарите да видите што и како во тој дел ќе разговараме какви заклучи ќе носиме и кои политики ќе ги градиме заеднички во идниот период. Благодарам. Јас застанувам за легитимно право на протест. Барајте си ги барањата дека Државни инспекторат за труд не беше место дека треба вие, пензионерите, да поднесете барање со подписи. А вие ширите меѓу вашето Не може да ве начекам иначе. Ама дека да не начекам. Ако не ве Ама зашо на улица да не начекам? Не е улица това. Това е јавно место, не е улица. Повикахте ме и мене. Моето работно место не е во собранието кога сте били таму. Доколку сте сакали да разговарате со мене, предходно известување е требало да има до мене, посебно јас ќе сум дошла. Цена дека пристапот е многу погрешен и многу лош. Не може 8 барања да барате, во 9 да барате средба, од 8 во 9. Кој тој што е програмиран за еден сад да го това заврши? Не. Кога бехте дошли барање? Разбрава съм го пратеве на Фейсбук.
позави до това, ама Ние наш не дойде ни еден от ние еден. разбрахме се с вас. Разбрахме се с вас. Ние от тия не дойде ни еден. Имаш право или Разбрахме се с вас. Дека ако е било ден порано, че сте били удостоени с присъствие. Јас мислам и 15 да ставите, може да излязат. Па ја полицијата извикам тога Ама и што она е тука одмах. општината в ове дел, не знам Полиција. стварно. Одмах дојде на протестите, сега не ја извиках. Полиција да си оправа друг орган на шта, немојте. За това за кој одговара место надлежно. Моите со таквија неиздржливи аргументи да се служи. Не може. Не е. Повелете. Јас Сонја Ѓорѓовска како председател на дел од незадоволните пензионери од општина Берово и Милешевијата, сакам денеска на овој свечен ден, 23 август, ослободувањето на Берово, да го искажам и нашиот став и ревот околу сите проблематики што ги имаме ние како пензионери на општина Берово. Нашите енормно ниски пензии не доведоа до тука за да бидеме како едни просјаци што бараат леп за да го преживеат животот, а не како ние што сме стварале во фондот за пензиско инвалидско осигурување со нашиот долгогодишен стаж од 30, 40 години, 20 години. Тоа се наши пари, заштедени за овие денови, кога не можеме да допринесуваме и за општеството, и за нас како индивиди. Затоа сме револтирани од ставот на сите органи во нашата општина, од градоначалникот пред се, не прими само еден ден и тоа притисок, што се рече. Тука сме 3 недели, од 3 август ние протестираме, никој од надлежните не дојде да не праша зошто сме тука, со какви барања, има и по телевизија, нити сакаат да не дадат на телевизија, знаете дека Малешевијата е хендикепирана со приватни телевизии, со приватно радио, има стари луѓе веќе повеќе во Малешевијата што немаат интернет, нити знаат да се снајдат по интернет за да можат да го слушнат нашиот глас, пошто само единствено јас преку Фејсбукот можев на мојот профил да објавувам за настаните што се случуваат. Добро, да ни кажете, еве, кои се вашите барања и до каде сте спремни, значи, да одите со вашите протести? Нашите барања и од општина Берово, и од како дел од независните пензионери што не сме задоволни од нашите пензии, и на наше ниво пониско локално и на повисоко ниво е линеарно покачување на 3500 денари за секој пензионер. Повеќе од тоа не бараме, сега за сега одиме за покачување на минималната пензија, гледам дека има одлука од власта, е од 13.300 да оди на тоа, и линеарното да биде за секој пензионер 3500 денари. Да ви кажам дека сите председатели од цела Македонија се организиравме за да одиме на повисоко, да се собереме со сите заеднички ставови да дадеме од сите градови и да насапиме со заеднички барање за понатаму. Сега за сега е само линеарното покачување, изголемување на минималната пензија на тие што се испод просекот. Тоа просекот е многу ептен, е 19.000, мислам дека е на пензионерите, а тие земат по 10, има луѓе по 9, има луѓе по 6.900, што е тоа. Спремни ли сте да одите до крај со вашите барања, да ги радикализирате вашите постапки тука во Берово? Спремни ли сте да одите до крај? Спремни сме да одиме, да, јас како председател сум поврзана со сите председатели од цела држава во четврток, 31 август сме
закажани собствено велец во 11 часот се замолувам и вие да дојдете за присуство, за да може да се прикаже и нашата општина и на населените места дека не престануваме со протестите, туку ќе се продолжуваат. И за крај само да ни кажете дали ја имате од поддршката од сите пензионери во Малешевијата? Да ви кажам, јас имам соберено над 600 подписи, што се фотокопија ги имам предадено на нашиот градоначалник со име, презиме, подпис и телефонски број. Од тоа немам одено по селата никаде, само тука пред пензионерски дом што го имам соберено и се подписите. Така да, сигурно за тие 600 подписи седат уште, а има некаде околу 1700 во Берово само што се со минимални пензии. Што значи дека сите не подржуваат. Некои не смеат политички, некои не смеат од децата, валјда сигурно да не поддржат, но сепак моралната поддршка ја имаме во поголем број и енормно одиме. Не сакам да одам по селата, пошто ќе речат дека намерно ги присилувам, не ги присилувам, а стварно луѓето има некои непокретни, има некои стари што не можат да стигнат до нас, а јас треба да одам по домовите, а финансиски сум немоćна, пошто председателот не ми дава финансиска моќ, градоначалникот не сака да ми го ослободи, ни автобусот, за да одиме со пограѓаните, нити кола ми даваат, така сум обесправена спрема тоа што сепак сме ние даночни обврзници на нашата општина, а не третираат. Еви сега не сакаше нити да не викнат, нити да не настрана. Намерно го направивме тоа, да се дознае дека и ние сме дел од општина, ама не прифатени од суд. Што значи дека само на партиска линија оди, што тоа не доведе како до сега што бевме до таа енормна криза и тие минимални пензии, баш тоа што чутевме и што не бевме дел од сите нас.